Подготвени ли сте за забава? Во Пингви стил! Оу, ја! Тоа се Пингви! Крцкави житни оброци и барови за енергија и забава од утро до вечер. Само од Виталија. Бушави глави. Па бев мирно дете, во принцип. Посебно во градинка и во основно одделение до 4-5 одделение. И бев послушно дете, многу ја слушав мајка ми и татко ми го слушав. Но повише мајка ми беше таква што цело време викаше напиши домашна, намести си го креветот. Така да детството ми помина убаво. И друга работа, ние бевме генерација која што, односно сите мои другари, со сите мои другари се дружевме надвор пред зграда. Значи, кај нас за време на моето детство, главното случување и главните настани се случува пред зграда. И тогаш ќе намачкавме по едно лепче со крем или со, не знам, со шеќер, со сирење и така натаму, издегувавме сите, игравме граница, игравме плочка, се дружевме, одевме сите заедно во училиште, се собиравме околу 6, 7, 8 деца, зависи кој како се приклучуваше во групата и заедно се враќавме од училиште. Откога ќе напишеме домашната работа, издегувавме сите повторно надвор, па имаше доста друштвени игри. Граница, фудбал, плочка, не знам, беше интересно. Ние децата го поминавме во друштво, не го поминувавме, поголема дел од моето детство помина дружејќи се надвор со децата. Оше и зелен шух јадеме многу, ние сме најздрави, најсилни. Здрава храна. Тоа се здрави, тие се здрави за нашето здравје. И мама и тато понекогаш ни ставаат за ужинка за во училиште, за кога одиме некаде на одмор си купуваме такви и кога одиме некаде на пат такви си купуваме. Да, тие се здрави за нашиот имунитет затоа што чоколадата во нив е здрава, црна чоколада. И тоа е поздраво за имунитетот, него ли обичаот за чоколада, млечното. И ние ги јадеме тие дека има банани, ова што има во нив. Не, никогаш не сум пробала јас. Тие се како вошарени бои и се многу корисни кога немаме нешто за јадење, а ни се јаде. Ситни здрави чоколадата, понекогаш и не со чоколада, има джитарки и овошје. Мини барчиња се како зрнца. Може да се од чоколадо, може од овошје, може од житарки. И може да постојат и здрави и нездрави. Мини парчиња се може да се со житарка, може да се со чоколада, може да се без чоколада. На моите другарчиња многу јадат, тебе, например, другарката Анастасија јаде така. И постојано во ранецата ставаат. И убаво ние да си носиме постојано со нас, затоа што ќе не засити, нема да чувствуваме глад. И многу се убави посебно за да одмор. Дечињата треба да јадат здрави мини барчиња. Може да се посветли, потемни, може да се со бело со чоколадо и со црна чоколада. Тие се здрави за дечињата, бидејќи имаат хранливи состојки, имаат и витамини. Но тие во суштина не може да не заменат цел оброк, бидејќи тоа е мала грамажа. Кога ќе се пријаде нешто благо на голем одмор, таа си го зима тоа мини барчето и си го јаде цело. Кој како сака. Децата мислам дека повеќе ги јадат, а родителите
Така. Баво е секој ден да имаме по едно таква и да се го изедеме на одмор. Но сите имаат прекрасни вкусови и се многу здрави. И не ги расипуваат зъбите. Но за ако не се јаде нешто здраво благо, тоа е супер. Тие мали барчиња содржат витамини, а содржат и некои корисни нешта да ни се свари храната. Подготвени ли сте за забава? Во Пингви стил! Оу, ја! Тоа се Пингви! Крцкави житни оброци и барови за енергија и забава од утро до вечер. Само од Виталија. Значи мора да знаеме дека денеска се повеќе и повеќе кога се произведува храната се воведуваат и вештачки бои, вештачки заслудувачи и се воведуваат некои елементи кои што понекогаш и не се баш добри за нашето здравје. Така да се повеќе и повеќе од бебиња па до баби и дедовци се зборува и се слуша за здрава храна. Значи секако треба за да живееме убаво, лесно и весело, се здраво. Така да кога станува збор за мини баровите, кои што секако се направени од мноштво на семенки, убаво е да секој пат во вашата чанта имате по едно како ужинка или како меѓу оброк, например помеѓу доручек и ручек или например на голем одмор на училиште. Подготвени ли сте за забава? Во Пингви стил! Оу, ја! Тоа се Пингви! Крцкави житни оброци и барови за енергија и забава од утро до вечер. Само од Виталија.